Јазикот е жива материја, сметал Блаже Коневски. И да, ние се согласуваме. Дали правилно го употребуваме, како го збогатуваме, имаме ли јазична култура? Ова се прашањата кои што ќе ги третираме во ова издание на Приказна. Останете со нас. Јазикот е нашето најголемо духовно културно наследство. Денес македонскиот јазик представува целосно оформен современ литературен јазик. Но сепак, тоа не значи дека тука треба да застанеме. Напротив, јазикот е непресушен извор кој треба постојано да се следи, да се негува, да се надградува и пред се да се зачува чистината на убавиот македонски збор. Македонската азбука е усвоена на 5 мај 1945 година, додека македонскиот современ правопис е озаконет на 7 јуни 1945 година. Азбуката првпат била отпечатена во весникот Нова Македонија број 104 од 4, 5, 6 и 7 мај 1945 година. Крсте Петков Мисирков и Блаже Коневски се две исклучителни појави во македонската култура. Мисирков е иницијатор на кодификацијата на современиот македонски литературен јазик, а Блаже Коневски главен креатор на законската реализација на стандардизацијата на македонскиот јазик според сите современи јазични стандарди. Па видете, Блаже Коневски несомнено е една од најзначајните личности на македонистиката. Тој е пред се вонсериски интелект. Ние можеме да бидеме само среќни што решил да се занимава со македонскиот јазик. Она што е за него значајно и што е се уште актуелно и ден денес е тоа што неговите согледувања кои што ги напишал како многу млад се уште актуелни, а тоа се поврзаноста на македонскиот јазик со македонската нација, дури самиот тој го користи глаголот зацементира, значи зацементиран однос меѓу јазикот и нацијата. Понатаму, природниот развој на македонскиот јазик, континуитетот, знаете вие дека денес повторно под прашање се поставува токму тоа, дали има континуитет и дали е вештачка творба. Тоа тој го има кажано уште во далечната 48 година. И не само што е тоа од него научно образложено, туку е и фактички докажано, затоа што делата што тој ги пишува на тој јазик, на нашиот јазик, македонскиот, се доказот за природниот развој на тој јазик, односно вие не може да создадете таква поезија, например, каква што има создадено Коневски, на јазик кој што е вештачка творба, настанат, да речеме, 44 година. Во таа смисла, сметам дека на Коневски може да се гледа како на еден темел на македонската нација, не само на македонскиот јазик. Правилата како треба да се пишува и да се зборува се регулирани во правописот на јазикот на секоја држава. Првиот правопис на македонскиот литературен јазик е создаден во 1945 година. Заснован е на фонолошкиот, фонетскиот принцип, што значи дека за секој глас има определен знак, буква. Се пишува онака како што се изговара, а се изговара онака како што е напишано. Во 1969 година излезе отпечат правопис на македонскиот литературен јазик, без правописен речник, од Божидар Видоевски, Тодор Димитровски, Кирил Коневски, Крум Тошев и Радмила Угринова-Скаловска, подоцна печатен во 12 изданија со мали измени и дополнувања. Во 2017 година Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски ја представи бесплатната електронска верзија на македонскиот правопис, која може да се најде на правопис.мк. Меѓу позначајните личности кои се занимавале со задавање правила и стандардизација на македонскиот графички систем и на македонскиот правопис се Крсте Петков Мисирков, Ѓорѓије Пулевски, Кузман Шапкарев, Марко Цепенков, Константин Петковиќ, Партенија Зографски, Димитар Македонски, Деспот Ц. Баџовиќ, Коста Грубче, Наум Евро, Пемко Попов, Васил Карајовов и други. Стандардизацијата на македонскиот јазик е направена пред нејзината кодификација во 1944 година. Односно, со историските насоки на просветителите на Ѓорѓије Пулевски и лозарите и крајната стандардизација на Крсте Петков Мисирков, која е прифатена при кодификацијата на јазикот. Преку оригиналната и преведена литература, преку театарот и радиото, весниците, телевизијата и учебниците, како и преку другите форми на културно-општествениот живот, јазикот се збогатува од ден на ден, а на тој начин се посодржајно се развива живата сила на литературниот јазик.
Ако зборуваме за употребата на стандардниот јазик, тогаш секако може да кажеме дека постои голем простор за подобрување. При стандарден јазик или литературен јазик се разбира мислиме на јазикот што се користи во медиумите, во образованието, во државните институции, администрацијата и така натаму, но токму таму често забележуваме дека свесноста за употребата на стандардниот јазик не е баш на највисоко ниво. Секој од нас може и треба да даде свој придонес од аспект на правилната употреба на македонскиот јазик, без оглед на тоа дали е во говорена или е во пишувана форма. Јас ќе го кажам мојот пример. Јас кога дојдов прво работе во радио 3 години, значи тамо беше само слушав на почеток. Слушав кој како чита, како вежби за говор, вежби за дишење. Кога ми дадоа еднаш да кажам со ударот во гонг ќе означиме 15 часот, тоа за мене беше, знаете што, не знам што сум направила. Значи така почнувавме, помалку. И после тоа ќе ти дадат една реченица, 2 минутки вести, 3 минутки вести и почна, но нон-стоп вежбавме. Значи вежбањето, правилниот. Јас имав проблем со акцентите. И како нели што си зборуваме на факултет, меѓу нас, и тоа ми требаше долго време да го усовршам акцентите. Сега толку ми пречи кога ќе слушнам некој. Во ред може да грешат. Не викам дека не го треба да прашаат, и треба да вежбаат, и треба да се поправат, исто како ние што сме правели. Никој не дошол научен, нели? И имаше школа што ја држа Благоја Крстевски, Лилјана Крстева, Оливера Попанкова, морам да ја спомнам, веќе се починати, Иван Антонов, тоа беа бардовите на македонската телевизија. И јас се гордеам што сум учела од нив и што сум работела со нив. Се случува тоа што не сакам да обвинам никого, но приватните медиуми ни ја девалвираа професијата. На почетокот отидоа сите од тука и тоа беше се во ред. Потоа почна да примаат секој и секого со говорни мани, со дијалекти. Значи стандардниот македонски јазик мора да се употребува кога говориме јавно. Нема тука отстапки. Дали е парламент, дали е радио, дали е телевизија, порталите. Еве денеска читам куќни миленици. Ние си имаме домашни миленици, нема куќни. Тоа во порталите. На телевизија не се говори. Единствено македонската телевизија можам да кажам дека држи ниво. И мислам дека е престиж за тие што работат тука. И би сакале сите да работат, затоа што тука се работи навистина професионално. Јас не сум работела во приватен медиум, не сакам никого да навредам, нели? Сигурно и тама има луѓе, но не се води доволно грижа. Апсолутно, да стојам за тоа. Мора да вежбаат за да станат личности, за да некој ги слуша. Ако некој не ги слуша џабе, тоа го работат или го пишуваат или не знам што прават. Излез има секако. Треба добра волја. Имаше кај нас некои обиди, имаше студенти од факултет доаѓаа. Еве јас работев со нив, Ленче колешката работеше. Ама некако немаат младите толку волја. Не сакаа повеќе да доаѓаат, инаку правевме обиди. Еве и сега имам еден млад колега, баш напротив му реков, ако ти треба помош, слободно обрати ми се. Секој може да ни се обрати. Ние сме тука за тоа. Излез има. Малку волја треба и тоа е тоа. Така, јас почнав многу млада, почнав на 17-18 години, секако со неколку месечна обука во македонската радио и телевизија, пред да почнам да работам на камера, значи најпрво како најавувач на програма, потоа набрзо по неколку месеци и ангажманот на утринската програма Добро утро Македонија. Имав можност да учам од доаените на македонското презентерство, така што се одеше чекор по чекор, не беше ништо избрзано, ги видоа моите перформанси. Сепак јас и како ученик доста внимавав на литературниот јазик.
во училиште и во основно и во средно секогаш сум учествувала и на тие, да кажам, секции по македонски јазик, на приредби, рецитации, така што го имав тоа во себе на некој начин, таа дарба и тој талент за почитување, за добра дикција, интонација и така натака. Тоа беше препознаено и од луѓето во македонската телевизија. Меѓутоа сепак настапот на екран е сосема поразличен и ги учевме сите тие техники, значи на дишење, техники и совладување на, да кажам, техниките за на камера да се зборува, меѓутоа и се внимаваше и се даваше големо внимание на акцентирањето, на дикцијата, на интонацијата, на почитувањето на македонскиот литературен јазик. Тогаш јас на некој начин како еден млад човек, иако сум внимавала и претходно, влегов на некој начин со таа екипа, кога навистина многу се почитуваше јазикот и изговорот на екранот. Сметам дека за нашава професија е исклучително важно, значи за водители, презентери, луѓе кои што се обраќаат на јавноста, тие го креираат всушност и негувањето на македонскиот литературен јазик го имаат како задача, како обврска, како нешто кое што мораат да го прават. Така што сум внимавала и навистина кога ќе сум сгрешила, сама сум се прекорувала секогаш, значи корективот во мене секогаш оној постоел и велам дека на некој начин ние сме оние кои што ги учиме младите генерации, кои што ги учиме сите луѓе, значи ние се обраќаме на една широка, да кажеме, публика, луѓе кои што се со различно ниво на образование, луѓе кои што се од различни делови на Македонија, па и регионот, наш не следат, например, и регионално, и не следат и во странство, да кажам, нашинците, така што влијаеме со нашето говорење, да го научат децата правилниот изговор, да го научат младите генерации правилниот изговор. Па еве, кога ќе речем и во диаспората влијаеме на младите за да го следат и учат македонскиот литературен јазик, тоа им е контакт со татковината. Најмногу грешат луѓето во акцентирањето. Јас морам да дадам така и една изјава, значи политичарите прилично грешат во акцентирањето, затоа што и тие се јавни личности. Затоа што и тие креираат јавно мислење, затоа што и тие влијаат, и тоа многу влијаат на населението, на луѓето, на младината. Значи и тие треба да внимаваат како говорат. Јас имам приметено, значи буквално, не знам зошто е тоа така, српското акцентирање кај сите политичари. Нема политичар, еве да го издвојам некој кој што ќе речам дека правилно акцентира. Затоа еве, апел нека биде до нив, затоа што и тие се јавни личности. Па основата на почитувањето на македонскиот литературен јазик, мајчиниот јазик е уште од мали нозе, така што знаеме, мислам тоа е веќе познато, што повеќе децата од мали нозе читаат литература, толку повеќе и во нив влегува правилниот изговор, толку повеќе се едуцирани, значи се почнува од читањето. Така што еве препорака до сите оние кои што сакаат да го градат и да го почитуваат македонскиот литературен јазик, до родителите, до повозрастните кои нели бабите, дедовците, да ги тераат дечињата да читаат, затоа што на тој начин само ќе се описменат. Не дека многу се ценеше, туку не можеше без право говор некој да излезе ни на екран, ни пак пред микрофон во радиото. Поти јас потекнувам од радиото. Многу беше интересно тоа што таму владееше дух на колективизам. Имаше заемна почит, разбирање, помош меѓу колегите, а сето тоа беше поради преданост кон општите интереси. Се знаеше, вие кога ќе влезете в канцеларија, особено кај спикерите, тоа беше едно големо семејство кое што никогаш не беше нерасположено да им помогне на младите спикери. Ако некој нам ни нареди под наводници да препишеме она што се случувало пред 20-на, 30-на и повеќе години, оти тогаш, ако ги погледнете снимките на тогашен водител, спикер, новинар, па вие ќе се восхитите. Ќе ви го привлече вниманието, невозможно е да не ја забележите разликата меѓу тој говор и овој сегашниот. Меѓу тоа не само изразување, тој став, тоа држење,
таа ненадменост. Оти сега како што гледам особено на приватните телевизии, дури некои наши колеги кои што отишле таму па некако зделе слобода да се истопорат пред гледачите. Ние не сме тука да се правиме важни пред гледачите. А со што и би се правиле важни, нема со што. Но еве, некој си зема право дури додека зборува да седи свиткано. Освен што не ја ослободува диафрагмата, што техниката на дишење не ја применува. Не може буквално да се изрази како што треба, не може да изгледа културно. Оти тука ја внесувам и културата на говорот, затоа што од моите учители така сум научена. Никој новинар не смее да вели да се става во центарот на вниманието, па од мојата десна страна се наоѓа тој гостин, од мојата лева страна тој гостин. Зад мене или позади мене кога ќе речат, значи тоа е грешка, а некогаш дури и слушам акцентска целост, онаму каде што не треба, онаму каде што треба ја нема. Позади мене некој велат. Навистина тоа е катастрофално. Ако некоја куќа поведе сметка за тоа, а имаме, фала Богу, луѓе, се уште, имам мои колеги и колешки, кои што се уште овде работат и можеме да го пренесеме нашето знаење и сакаме да го пренесеме нашето знаење. Но исто така е битно. Освен тоа што младите кандидати, да речам за новинари, за водители, презентери, сега како што се нарекуваат, што треба да ги запазат основните критериуми радиофоничен глас, познавање на македонскиот литературен јазик, нели до некаде потоа да се надградуваат. И освен тоа што културата на говорот треба да ја запазат, тие треба пред да почнат да работат, да поминат една убава школа, кај повеќемина мои колеги и кај мене се разбира, и да можат да бидат слободни кога ќе бидат репортери, да речеме, да известуваат за некој настан, да не размислуваат дали ќе направат јазична грешка, туку да си го кажат она што треба, за што се пратени таму. Имаме ли јазична култура? Знаеме ли да го чуваме и да го негуваме и развиваме јазикот во нашава земја? Значи, кога зборуваат луѓето од различни градови во Македонија, по различни поводи, значи обични луѓе, ќе видите дека тие пред камера се трудат да зборуваат литературно, а не на својот дијалект, како што би се очекувало или како што било можеби претходно во некој друг период. Тоа значи дека свеста кај народот јакне дека треба да се зборува правилно. Познато, нели, за функционалните стилови, да не повторуваме научени работи, нели? Ние во различни ситуации треба да се однесуваме со јазикот така како што налага конкретниот функционален стил. Сите тие си имаат своји одредени карактеристики. Ние дома може да се зборуваме како сакаме. Меѓутоа, кога зборуваме во јавноста, кога зборуваме пред камери, пред парламент, пред луѓе и така натаму, тогаш задолжително треба да ја почитуваме литературно-јазичната норма. За жал, тоа не се случува секаде. Например, политичариве да ги земам пример. Значи, сите од ред акцентираат на четвртиот слог. Да не зборувам за дијалектизми, за други работи. Меѓутоа, акцентирањето, значи, на сите речиси без исклучок име на четвртиот слог, што нормално е погрешно. Ние правевме некои истражувања, нели имавме и анкети од различен тип за наши потреби за истражување што ги правевме. Значи, телевизиите речиси ниедна нема лектор. А тоа е директно непочитување на законот за употреба на македонскиот јазик. Значи, ние можеби сме таква нација што мислиме дека се знаеме, нели? Не само за јазикот, знаеме се за историјата, знаеме се од правосудството, така многу едуцирани сме, се разбира под наводници. И веројатно луѓето мислат дека па јазикот си го знаеме, што има сега тука да се прави. Меѓутоа не е така. Значи, исто резултат на наши истражувања, наши виселеници
во Германија, во други земји, се трудат правилно да го зборуваат јазикот на земјата во која што се, затоа што сакаат да се интегрираат во тоа општество и не сакаат да се разликуваат од домородното население. А кај нас тоа чувство како да го нема. Сите се си знаеме, јас вака си знам, мене вака ми одговара, дури и во некои наши научни трудови имавме такви случаи кога луѓето одеа по слух. Аха, ова мене ми одговара, јас ова го знам. Споменавме дека во поглед на употребувањето и негувањето на јазикот треба да сите да бидеме вклучени, од политичари до другите јавни личности, до децата. Ги споменавме медиумите. Но на медиумите често нема квалитетна програмска продукција со која што ние на младите ќе им го пренесеме јазикот со цел да ја пренесеме пораката за негување и употребување на нашиот јазик. Па, што се однесува до медиумите, ние од секогаш сме имале една препорака да се прават тие јазични катчиња, порано и во пишаните медиуми и на сите можни нивоа, нели сега може тоа да се прави. Меѓутоа, токму доаѓаме до овој момент. Ако ние не ја чувствуваме, еве сега се гледа преку парата, нели? Ако тоа нема поврат, луѓето не чувствуваат потреба тоа да го прават. Предпоставувам дека тоа е главниот ефект, главната причина. Меѓутоа, кај нас во Македонија, мислам дека главната причина за ненегувањето на македонскиот јазик е од институционален карактер. Пред 20 на години се донесе законот за употреба на македонскиот јазик. И јас и тогаш реагирав дека некои решенија не се добри, што се покажа дека не се. Например, Советот за македонски јазик при Министерството за култура, нели се наоѓа, инаку Советот е советодавно тело на владата. Колку таа го користи Советот како советодавно тело е едното прашање. Второто прашање е Советот, или вториот проблем е Советот за македонски јазик, значи кој е на некој начин задолжен за имплементирање на законот, нема свој буџет. И ние во овој закон предвидовме, ама законот се уште не е усвоен, негде е заглавен. Предвидовме инспекторат кој ќе врши надзор во областа на македонскиот јазик. Значи, многу пати Институтот за македонски јазик е повикуван, го повикувале медиуми, емисии, разни дебати и така натаму, зошто фирмите биле напишани вака или онака. Познато ви е тоа, нели? Ете така. Ама институтот нема моќ, нема законска моќ некого, например, да казни затоа што фирмата не е напишана така како што треба. Годинава одбележуваме 100 години од раѓањето на Блаже Коневски, кој е исклучителна појава за македонскиот јазик и за македонската култура. Дали еве во идните генерации ќе се препознае некој за да го наследи, за да го пренесе она што тој го правел во свое време, во нивно идно време? Еве годинава забележав дека е слаб интересот на деца кои што сакаат да студираат на факултетот, кој што на некој начин треба да ја следи таа насока. Па неколку години наназад се случува тоа. Ако пред 10 години или повеќе имаше многу студенти на катедрата за македонски јазик, сега бројот се намалува. Прво се отворени и други универзитети, каде што се одлева кадрот, не кадрот, се одлеваат студентите, нели? Штипски, Тетовски, па Битола исто така се јавува како голем центар и така натаму. И луѓето студираат таму каде што им е поевтино, каде што можат. Меѓутоа, главната причина, мислам, е дека ова што го зборуваме цело време. Значи, економијата. Ако тие луѓе немаат каде да се вработат, ако немаат од што да живеат, зошто да се запишат на македонски? Тоа е едното. Јас еве, кога го почнав толковниот речник 2000 година, не знам колку млади луѓе кај мене волонтираа.
Ама сите волонтираат 3-4 месеци. Треба да оформат семејство, треба да живеат од нешто, а јас тоа не можев да им го пружам. Мислам, не јас, институцијата во која работам, тоа не им го овозможи и тие луѓе сега работат на други места. Навлегувањето на туѓите зборови во еден јазик е сосема природна појава. Не постои ниту еден јазик во светот кој што е сосема чист. Што истражуваме и што откривме во поглед на ова, дознајте сега во приказна. Најголемото непочитување на правилната употреба на стандардниот македонски јазик има во институциите, службената комуникација, кај јавните личности и во медиумите. Се користат дијалекти и жаргони, а сериозни грешки се прават и во акцентирањето на зборовите. Многу е важно, за да се поттикне љубовта кон мајчиниот јазик, децата да восприемаат содржини на македонски јазик. Тоа значи серии за деца, цртани филмови за деца на македонски јазик и пред се да читаат. Јазичниот израз на младите, жаргон или сленг, представува и социолошко раслојување на јазикот. Секоја генерација едноставно сака да е различна, поради што го креира својот јазичен стил, посакувајќи да остави свој печат. Се додека тоа се држи во границите на нивното изразување, не е проблем. Жаргонот и сленгот се елементи на жив јазик. Во моментот кога тоа изразување ќе излезе од рамките и ќе отпочне да се употребува секојдневно, тој израз се наметнува како општо комуникацијско средство и веќе станува проблем. За жал, немарноста што ја забележуваме при употребата на стандардниот јазик во современото македонско општество може да доведе до навистина големи последици пред се за младите генерации, и тоа за нивното образование, но дури и за нивниот однос кон мајчиниот јазик. Разбирливо е дека секое време си носи специфичен начин на изразување и употреба на конкретни зборови и секако, секој жив јазик е подложен на промени. Јазикот постојано се развива, се збогатува и неговите промени доаѓаат природно. Па затоа и постојано треба да се учи. Но промените што ги носи времето не смеат да го нарушуваат системот на македонскиот јазик. Видете, македонскиот јазик, како и секое нешто што сакате, да речеме, децата да ги научите да го прават, мора да им го направите интересно. Значи, мора да најдете начин да им го направите интересно, да им го продадете, условно речено, убавиот македонски збор. Во моментов сметам дека тоа баш и не се прави во нашата држава. Инаку, сите држави се соочуваат со проблемот на младите што имаат отпор кон мајчиниот, кон литературниот јазик и така натаму. Употребата на македонскиот јазик како службен јазик е право и должност на граѓаните на Републиката. Вака се пропишува во Законот за употребата на македонскиот јазик, со кој се уредува употребата на македонскиот јазик како службен јазик. Македонски јазик, во смисла на овој закон, е македонскиот литературен јазик и неговото кирилско писмо. Употребата на македонскиот јазик ги опфаќа неговата заштита, унапредување и збогатување. Ова секако не е ниту лошо, ниту добро, туку едноставно така е. Но интересно е да се забележи дека дури во случаите кога преземаме заемки од другите јазици, многу често користиме токму зборообразување за да ги приспособиме тие зборови на нашиот јазик и така доаѓаме до некои многу интересни креативни решенија, како на пример компјутерџија, така што суфиксот џија си го користиме врз јазичен материјал што е од туѓо потекло. Како резултат на престижниот статус на англискиот јазик, употребата на англицизмите во македонскиот јазик денес е во постојан пораст, особено во доменот на образованието, науката, компјутерската технологија, медиумите, комуникациите, музиката, филмот и спортот. Сите овие домени се поврзани со медиумите, бизнисот и рекламирањето, што имаат особено важна улога кога се работи за употребата на јазикот. Очигледно е дека бројот на заемки од англискиот јазик што се прифаќаат во македонскиот се повеќе се зголемува како резултат на фактот дека Македонија е во процес на интеграција со светската економија и култура. Добро, тука се мислењата поделени. Јас не сметам дека мора строго да се инсистира само на правилен говор без жаргон. Сметам дека жаргонот е еден дел од
еден дел од нашиот секојдневен говор и дека и тој треба да се негува. Секаде во свет постојат речници на жаргони. Значи, што се однесува до жаргонот, сум застапник да го има во секојдневниот говор. Секако не на училиште, не доколку се одговара на час или не знам што, меѓутоа меѓу нив поттикнување на зборување на жаргон, зошто да не? Тоа е сосема нормална работа. Меѓутоа, од друга страна, користење на англиски зборови во секојдневниот говор, со тоа имам сериозен проблем, а тоа е се почесто. Дури забележувам како некои деца кои што се веќе на возраст над 7-8 години, постојано се зборуваат на англиски јазик меѓу себе. И исто така верувам дека и тоа може да се направи доколку исто така гледаат и слушаат и читаат содржини на македонски јазик кои што не звучат вештачки. За жал, се почесто сме сведоци на одредени девијации во поглед на правилното користење на македонскиот јазик. Еден актуелен тренд е женски презимиња со форма за машки род. Оваа девијација е проблематична и од аспект на граматичноста и од аспект на информативноста. Имено, согласувањето по род, кое во македонскиот јазик е задолжително во рамките на именската група, бара секаде каде што е тоа можно, името од женски род да се усогласи по род со презимето. Воспротивно, отсуствува нормативното согласување по род во рамките на именската група. Информативноста на формите за женски род се согледува најчесто кога отсуствува името или пак тоа е представено со иницијал. Формалното изедначување на машките и женските презимиња подразбира лишување од информативноста која ја носи женското презиме, дека станува збор за лице од женски пол. Употребата на машката форма на презимето за лица од женски пол не е ниту во духот, ниту во традицијата на македонскиот антропонимиски систем, што во крајна линија значи и кршење на македонската јазична норма. Зачувувањето на јазикот е од огромно значење заради тоа што служи да ги обединува луѓето, културно ги поврзува генерациите кои една на друга ги предаваат цивилизацијските вредности на човештвото, за меѓусебно идентификување на луѓето во заедницата, каде тие ја остваруваат својата еманципација на општествен и национален план. Негувањето на сопствениот јазик значи постоење на еден народ кој може слободно да ги изразува своите мисли, чувства и дејствувања. Преку дигиталните платформи, засега единствена дигитална алатка за македонски зборови која моментално им стои на располагање на граѓаните, достапен е дигиталниот речник на македонски јазик. Младите генерации треба да се запознаваат уште од мали нозе со историјата и значењето на македонскиот јазик. Многу е важно, за да се поттикне љубовта кон мајчиниот јазик, децата да восприемаат содржини на македонски јазик. Тоа значи серии за деца, цртани филмови за деца на македонски јазик и пред се да читаат. Верувам дека денеска е малку потешко така лесно да се дојде до книгата, особено ако тоа не се инсистира, да речам, од страна на родителите дома. Ако се остави само на училиштето е малку потежок процес. Верувам дека со некое здружно работење на родителите дома, кои што ќе ја развиваат љубовта кон книгата и кои што ќе пуштаат содржини на македонски јазик, и потоа и целиот образовен процес кој што треба малку да речам да е пофлексибилен, пред се да се внесат и медиумски содржини во наставата, дека така може таа љубов повторно да се разгори, да не е само кон англиските содржини и англискиот јазик. Јазикот е најголемо културно наследство и треба да се развива свеста кај младите генерации за неговото зачувување. Писмениот јазик е многу значаен за комуникацијата. Во таа насока, не знам се пишува одвоено, исто како и се уште, иако навидум ви личи дека тоа е еден збор. Ќе споменам уште некои работи дека постои разлика помеѓу сваќа и сваќа. Ова го истражувавме и ви го донесуваме со цел да се потсетиме на моментите кои се значајни за описменување. Секое современо општество од поединецот бара правилно усно и писмено изразување, односно правилно зборување и пишување. За човек што се придржува до нормите и правилата на својот мајчин стандарден јазик се вели дека поседува јазична култура. Јазичната култура се согледува во правилното зборување и пишување, во правилната примена на граматичките и правописните правила на определениот јазик и во богатството на речникот, изразот и на стилот. Правописот е еден од условите за добра писменост.
Јазикот како општествен и национален, односно колективен феномен е пред се личен, индивидуален белег на секој поединец. Кога не го знаеме одговорот на некое прашање, често бараме помош преку дигиталните алатки. Иако ова не е погрешно, сепак треба секогаш да внимаваме кои информации се проверени и важат за точни, а кои не. Голем дел од текстовите кои ги читаме преку интернет не се лекторирани, па заради тоа примаме информации кои не се проверени. Доброто познавање на граматиката и на правописот може да не спаси од многу недоразбирања. Граматиката и правописот не учат како правилно да го потребуваме јазикот. Благодарение на нив правиме разлика помеѓу поради и заради и знаеме кога да кажеме нив, а кога ним. За жал, често сме сведоци на грешки. Има разлика помеѓу сваќа и сваќа. Негацијата во македонскиот јазик служи за одрекување, негирање на нешто или некого. Најчесто се негира со частичката не, а поретко со други зборови кои ако се употребуваат со не, му даваат уште посилно значење на она што се негира. Негацијата не се пишува слејано со придавки, прилози и именки, например, непријатен, несвесен, неумен. Негацијата во нашиот јазик не се пишува споено со глаголот кој го негираме. Примери: не учам, не знам, не сакам, не можејки, не сакајки. Ова значи дека не знам е погрешно ако е напишано слејано. Правилно е не знам. Разделно се пишуваат и кратките заменски форми за именките со роднинско значење, например мајка ми, татко ти, брат му, баба ви. Поздравите што се составени од два или повеќе збора, например добар ден, добра ноќ, добре дојде, довидување. Разделно се пишуваат и се уште, например од се срце. Еве неколку примери на грешки кои ги среќаваме често. Ресторан, а не ресторант. Аптека, а не апотека. Печиво, а не пециво. Прехрамбена, а не прехрамбена. Станбена, а не станбена. Придонес, а не допринос. На крај, да не заборавиме. Правописот е еден од условите за добра писменост. Убаво е да го користиме секогаш кога сме во недоумица за правилноста на пишувањето на одредени зборови. Културата е надградба над основното. Каква и да ни е јазичната култура, треба да бидеме свесни дека таа се гради. И она што е многу важно, доколку сакаме да го негуваме нашиот јазик при пишувањето, потребно е да пишуваме на кирилица. Борче Арсов е научен соработник, вонреден професор при Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, соучества во голем број домашни и странски научно-истражувачки проекти и монографии, како и научни трудови позади себе. За јазичната култура, односно културата на изразување во македонскиот јазик, вели дека е еден феномен кој многу често, особено во последно време, се разгледува во нивната средина, односно во науката за јазикот воопшто. Според Арсов, јазичната култура не може да се разгледува изолирано, односно независно од културата во едно општество воопшто. Јас би рекол дека јазична култура постои, меѓутоа, исто како и во сите сфери на културата, има голем простор за напредок и за повишување на тоа ниво на јазична култура. И тука не зборувам само конкретно за стандардниот јазик, за употребата на стандардниот македонски јазик, туку воопшто како еден, да речам, лингвист, сметам дека и моите колеги би се согласиле со тоа секако, дека познавањето на еден јазик и кај еден зборувач на еден јазик не се гледа само во познавањето на стандардниот јазик, туку во способноста на зборувачот да се приспособува, односно да го приспособува својот јазичен израз кон дадена ситуација. Самиот Блаже Коневски ќе каже дека од нас самите зависи дали и колку нашата јазична средина ќе биде загрозена или не. Јас на ова би додал само дека сите ние сме одговорни за македонскиот јазик на некој начин. И тоа не само лингвистите, не само оние кои што професионално се занимаваат со македонскиот јазик и со професорите, туку и пошироко. Секој поединец, секој зборувач на македонскиот јазик носи известна одговорност за употребата на јазикот и воедно би рекол дека исто како и за културата и во поглед на свесноста постои простор за унапредување во нашево општество, во нашава заедница, ајде да кажам. Арсо вели дека стандардниот јазик треба да се очекува таму каде што е пред се пропишан со закон.
Не можеме да очекуваме, еве, да кажам, една група млади луѓе кои што се собрани, да кажам, во еден бар, во една неформална опуштена атмосфера или еве во овие услови, да речам, на пикник во некој парк, не би ни очекувале и не би требало да се очекува да го зборуваат стандардниот македонски јазик. Значи, постои одреден јазичен израз, одреден стил, разговорниот јазик, кој што би го очекувале и би бил поттикнат нормално да се користи во таа средина. Но, онаму каде што македонскиот стандард, македонската јазична норма се очекува, тоа се местата каде што, како што споменав, се пропишани со закон и, еве, би ги споменал медиумите тука. За жал, со чест на исклучоците, гледаме каква е состојбата на соупотребата на македонскиот јазик во медиумите и би рекол дека всушност функцијата на медиумите не е само да информираат, туку тие истовремено и образуваат, особено кога зборуваме за младата генерација. Тие го учат јазичниот израз од она што го слушаат постојано и го гледаат, нели, во оваа ера на електронски медиуми. Арсов за крај констатира дека употребата на стандардниот македонски јазик во медиумите, посебно кај дел од интернет порталите, за жал е загрижувачка и треба да се посвети повеќе внимание на тоа. Што подразбираме под поимот писменост? Под поимот писменост се подразбира правилното изразување усно, но воедно и писмено изразување. Оно што во последно време се надополнува е програмската писменост. Што ви подготвуваме во артикулација, дознајте токму во овој момент во ова издание на Приказна. Јазикот е организиран систем од единици кои се употребуваат во процесот на комуникација. Неговата основна цел е да овозможи разбирање меѓу луѓето. Освен тоа што е комуникацијски инструмент, тоа е и средство кое обединува и разграничува различни општествено организирани институции, група, племе, народ и така натаму. Тој представува збир од правила задолжителни за членовите на една заедница. Јазикот е општествен и колективен. Тоа е апстрактен систем од знаци, служи како средство за општествени интеракции од различен вид. Без јазик не може да се замисли развојот на општеството. Устното и писменото комуницирање се испреплетени, зависат едно од друго и постојано се надополнуваат. Правопис представува правилна употреба на графичките знаци. Правописот е збир од правила и законитости за пишување, односно за пренесување на кажаното по писмен пат. Правописот го следи развојот на јазикот во сите сфери и затоа доживува измени. Правописот и правоговорот на македонскиот јазик, познати како ортографија и ортоепија, се стандардни јазични норми на секој јазик со кој се наведува правилниот говор и правилното пишување. Правоговорот се дефинира како правилен изговор на напишаното и на кажаното. Правоговорот налага секој зборувач на еден јазик да ги почитува правоговорните норми. Јазикот е наше наследство кое и ние треба да го оставиме на нашите идни наследници. Токму и затоа треба правилно да го негуваме и чуваме македонскиот јазик. До гледање!